Наместо со полни кеси, упати и извештаи, пациентите на лекар да одат само со мобилниот телефон в рац, а сите информации за нивната болест и третмани докторот да ги има на еден клик на мој термин, без разлика дали претходно се лекувале во приватна болница. Ваква идеја за дигитално здравство има министерот Азир Алиу, кој сепак признава дека пред се има сериозен недостаток на здравствени работници во земјава. Колку вкупно лекари, сестри и техничари фалат низ болниците во Македонија, за сега не се знае. Алиу вели дека се уште се пребројува, а пресметката ќе се објави за една недела. Ние веќе имаме решенија тука, дигитални решенија кои што се препознатливи не само кај нас тука и надворот од државата, како што е мој термин, кој што е функционален, функционира и една добра база за дигитализација, дигитална трансформација на здравството веќе постои кај нас, само треба да се надополни со други компоненти, елементи и да имаме здравствен систем кој што секој од нас папката за нашето здравствена картичка ќе имаме на наш мобилен телефон, а не да трчаме уште еднаш со папки и со кеси. Али утврди дека како што ветил, така постапил и од минатиот месец им наложил на сите приватни болници задолжително да ги отворат своите бази и да дадат пристап на мој термин до своите податоци за третманот на сите пациенти, без разлика дали плаќаат од свој джеп или не. Се работи на информатичкиот дел, вели министерот, кој не знае колку време ќе помине пред да заврши постапката и кога докторите ќе можат со еден клик да се информираат за претходните медицински извештаи. Техничките можности и алгоритмите веќе се дефинирани, веќе таа комуникација е воспоставена, дали базата ги црпи сите податоци до каде се, тоа навистина не знам, ќе треба заеднички со директорот да имаме пресконференција за да не извести до сега како оди двојната комуникација помеѓу приватните институции и нашата дата база. Но тие се процеси, знаете дека секоја дигитализација би била штета ако не е целосна. Во меѓувреме, Алиу вели дека се работи на пилот проект во Дебар и Делчево, каде поради недостаток на специјалистички здравствени услуги се планира да се има така наречен центар за телемедицина, па пациентите преку телефони и други технолошки можности да се консултираат за својата болест и терапија со лекари од друг град. Инаку Алиу присуствуваше на првиот саем за медицина, стоматологија и фармација Health Innovation Expo 2025 во организација на Комората на приватното здравство, каде се презентираа нови помодерни медицински апарати, а меѓу другото се говореше за вештачката интелигенција во медицината, која е алатка за олеснување и не може да ги замени лекарите, но може значително да придонесе кон намалување на човечките грешки во медицинскиот третман.